Бричењето со брич е дел од секојдневната нега, хигиена и е својствено за мажите кои држат до себе, внимаваат на својот изглед, а така и на достоинството. Самопочита е висока морална вредност, исто како и односот кон другите. Денеска ќе се осврнеме на традиционалното бричење, кое за среќа и натаму се применува во берберниците, а мнозина или веќе се бричат и сами, дома, или сакаат да почнат да го практикуваат. На запад, особено во Британија, Италија, Франција, но и во други земји, джентлмените го ритуализираат бричењето така што барем еднаш па и два пати во неделата одат на бербер за да се избричат, да се средат, да се подстрижат. Тамошните локални берберници се и места во кои се разменуваат мислења, погледи, современи или конзервативни, додека муштериите читаат весници, чекајќи да им дојде редот, а берберите си ја вршат работата, ги бричат исклучиво на традиционален начин. Берберскиот занает обично се предава од поколение на поколение, вклучително и дуќаните, за разлика од фризерите на пример. Затоа берберите го применуваат старинското или како што се нарекува традиционално бричење, кое за среќа е присутно и тука. Последните неколку години се отворија многу берберници чиј интериер изгледа преубаво, а и нивната услуга е брза, добра и голема, што подразбира нега, одржување на брадата и мустаките со квалитетни препарати, козметички средства, подстрижување, бричење кој исто така е традиционално, како што се бричало во дамнешно време. Македонските джентлмени се нивни редовни посетители, а освен стари, се повеќе има и нови муштерии, па така одењето на бербер и тука се ритуализира и минува во навика. Занимлив е фактот што старите, повозрастните скопјани, секако и жителите на градовите од натрешноста, па и еснафите, одамна ги посетуваат берберниците исклучиво за бричење, како никогаш во минатото. Некои пак цел живот ги отстрануваат влакната од лицето или со машинка за бричење или со жилети. Претходно го мачкаат со гел или готова купечка пена, која обично ја сушат кожата, особено пената. Маркетингот си го прави своето. Не се сомневаме воопшто во нивниот квалитет, сега ќе се осврнеме и на нив, ама во некоја друга прилика, но бричевите што ги користат берберите се класика, ненадминливи без оглед на нивната модернизација. Што ви е потребно за традиционалното бричење? Вода, крем или сапун, четка и ноже или брич. Водата ги омекнува брадата и мустаките, се впива во порите, ги отвара и лицето е подготвено за отстранување на влакната. Се препорачува или топол туш или топла крпа со која се покрива лицето, или топол воден спреј, распрскуваш, со цел да се загреат и брадата и мустаките. Водата е потребно и да се направи пена од крем или сапун. Најубаво е четката да постои во неа, за да ја впие, а потоа да се измеша кремот во мал сад или да се потрие по сапунот, додека не залепени убаво. Берберите советуваат да се почне со крем, бидејќи е поедноставен, полесен за користење кога се прави пена, за разлика од сапунот кој треба да се трие подолго за да се направи доволно сапуница, а за тоа е неопходна и рутина. Незината густина треба да биде како на шлагот, но внимавајте на количеството вода во садот. И четката нека биде квалитетна, тоа е многу битно. Влакната обично се јазовечки, конски, свински, па и од вештачка синтетична кожа. Ножето, незаштитено, делува застрашувачки, но не ја иритира кожата на лицето. Ако се плашите да почнете, консултирајте се со берберот. Може да ви помогне да не учите. Потоа станува рутина. Вообичаено се остри на кожа пред употреба. Тоа е прва опција, додека втората е сигурносниот заштитен брич со 2, 3 па и повеќе острици, сечила кои се менуваат. Фала ти многу. За мојот изглед нема потреба да говорам затоа што нели се гледа, а за тоа се погрижија рацете на врвниот мајстор. Ова треба да го практикува секој джентлмен барем еднаш во неделата, затоа што навистина е фантастично. Бидете джентлмени, негувајте добри навики и грижете се за својот изглед, затоа што сепак тоа значи.